Лекот за пациентите со астма и хронична обструктивна белодробна болест беклометазон, формотерол или со бренд името Фостер од август ќе биде достапен без дополнително плаќање, само со партиципација од 280 денари. За ова информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, кој соопшти дека за прв пат Ривароксабанот се воведува на позитивната листа на лекови, додека партиципацијата за пациентите ќе се намали од околу 475 на 160 денари. Фостер ќе биде достапен без доплата за граѓаните, само со партиципација, и таа партиципација сега ќе биде 20 денари пониска, ќе биде 280 денари, бидејќи референтната цена на овој лек е пониска. Оваа цена ќе стапи во сила по исцрпување на веќе доставените количини на лекот во аптеката. Очекуваме дека од 1 август ќе биде достапен Фостер без доплата. Боцета е веќе достапна во аптеките без доплата. Тој објасни дека граѓаните поднеле жалби против 5 аптеки во Битола, 2 аптеки во Скопје и еден матичен лекар кој не сакал да го прифати извештајот од специјалист, за што се преземаат мерки. Клековски рече дека жалбите се однесувале на непокажување на лек со рецепт, иако имало извештај од специјалист, а во сите други случаи бил издаден рецепт и аптеките им кажале дека лекот го имаат само приватно. Не е едноставно. Друго е да држите на лагер во секоја аптека лекот 50 денари, друго да држите лекот 2500 денари. Од лично искуство знам дека во мојата аптека во Карпуш 4 нема Фостер, туку Фостер треба да појдам во аптеката на Партизанска, која е дежурна, и таму има. Значи, нормално е да се случува во помалите аптеки да нема скапи лекови, бидејќи е финансиски терет за аптеките, меѓутоа треба аптеките да знаат во која аптека го има лекот на рецепт. Инаку, опозицијската СДСМ вчера ја обвини владата дека ги лаже и ги доведува во заблуда пациентите кои страдаат од астма и хронична обструктивна белодробна болест, бидејќи според нив прво фондот ја зголемил цената на лекот Фостер, а потоа генеричкиот лек како замена кој е бесплатен со рецепт не бил достапен во аптеките.